Овдека е првата група. Што направивте вие на почетокот од час? На почетокот ги отворивме кутивчињата и ги извадивме сите бомбони. Вкупно имаше 28 бомбони и на секој ученик му дадовме по 4 бомбони. Како откривте дека на секој ученик треба да дадете по 4 бомбони? Си ги поделивте една мене, една тебе? Не, како? 28 бројот на бомбоните го поделивме со бројот на учениците. 28 поделено со 7 и го добивме бројот 4. Па така секој од нас имаше по 4 бомбони. И како се вика овој податок, дали откривте? Не, сега откривам. Сега откривате? Да. Ајде, продолжете. Овдека е втората група, која што доби поразлична задача од првата група. Кажете ми што е вашата задача, што треба вие да направите? Откако наставникот ги подели работните листови, ние одевме по следните вежби на листот. Добро. Со помош на метро ги измеривме должините на секое дете и ги запишавме податоците во табелата на листот. Добро. Со помош на овие дрвени фигури, ние ги подредивме податоците во столбе на листот. Може да погледнам? Ги подредивме од најголемиот ученик до најмалиот ученик. Така. Откако подредивте по висина и направивте еден столбец диаграм, што беше вашата следна задача? Добивме еден син плик во кој имаше хартиени правоаголничиња во 3 бои. Добро. Сите ги подредивме по големина, почнувајќи од најголемиот. Што забележавте? Колку е рангот на помаранџестата низа? Рангот на помаранџистата низа е плюс 158. Како откривме, Тијана? Откако ги поделивте, значи бомбоните, добивте еден нов податок, чие што име, како го откривте? На работниот лист имаше задачи, кои што ние требаше да ги решиме, а во белата коцка имаше ливчиња на кои што беа напишани сите решенија на задачите. Откако ги подредивме сите решенија, ние ги свртевме ливчињата. Од задната страна на ливчињата го пишуваше поимот кој што ние денеска го изучивме, а тоа е аритметичка средина. Така. Аритметичка. Откако го откривте поимов аритметичка средина, дали можете да пресметате просек на секој ученик од вашата група што го добивате на крајот од учебната година во вашето свидетелство? Раде, дали можете да го пресметате просекот? Можеме да го пресметаме просекот. Како го пресметавте просекот, Раде? Како ги собравме сите оцени и ги поделивме со бројот на предмети. И можеш ли да ми прочиташ колку е просекот на крајот на 5-то деление кај првиот ученик? Кај првиот ученик просекот е 5,00. Кај вториот? Кај вториот ученик просекот е 4,91. Така. Кај третиот ученик просекот е 5,00. Кај четвртиот ученик просекот е 4,91. Добро. Кај петиот ученик просекот е 4,83. Кај шестиот ученик просекот е 4,58. И последниот ученик има просек 5,00. Добро. И дали сега можете да најдете среден успех на сите 7 ученици од вашата група? Да. Како? Кој ќе ми каже од оваа група како?